Дали ти некогаш во животов си размислил за кинеска историја? Не? Епа добре дојде во видео за кинеска историја. Годината е 2070 година пред наша ера. Луѓето кои живееле во околината на жолтата река биле соочени со тешки поплави. За време на овие поплави се појавил еден херој на кинезите. Го викале Ю инженерот. За време на овие поплави тој многу помогнал на кинезите каде што сам градел алати и направи за спречување на оваа поплава. Поради ова луѓето го поддржувале и тој ја направил Хија династијата. Ова е првата кинеска држава. Оваа држава преживеела 400 години и веќе луѓево им се смачило од политичката состојба во државава. Затоа се случило револуција и се формира нова држава и се вика Шанг династија. Оваа династија е на власт 600 години. Освен територијално проширување, ништо посебно не се дешава овие 600 години. Но во 1046 година пред наша ера се случува уште една револуција и доаѓа нова династија на власт. За време на Џоу династијата, оваа држава била некако вид на феудализам. Најбогатите луѓе контролирале малечка територија од државата, каде што можеле да имаат робови и такви глупости. Ова значи дека стабилноста во државата зависи од овие феудалци. Во 771 година пред наша ера, кралот решава дека веќе не си ја сака жената и ја изфрла од државата. Поради ова цел регионот каде што таа потекнувала се налутиле и го изфрлиле кралот од власт. И поради ова сите феудалци сакаат сега да бидат крал. На типичен кинески начин државата се распаѓа на милиони држави. Овој период историчари го нарекуваат пролетно-есенски период. Сега, дали може ти да погодиш што ќе се деси следно? По да, сите ќе живеат среќен и весел живот заедно во мир. Под Б, ќе се тепаат едно 10 до 20 години и после се ќе биде мирно. Под В, ќе се тепаат над 400 години и ќе умрат неколку милиони луѓе. И под Г, друга држава ќе ги нападне. Точниот одговор е под В. Овој период од кинеската историја е наречен период на завојуваните држави. Се додека Кин династијата не ги обедини сите во 221 година пред наша ера. Оваа држава пократко постоела од Косово што постои денеска, но е многу битна за кинеска историја. За време на постоењето на оваа држава направен е кинескиот зид поради монголците. Но кралот на Кин династијата умира и сега сите се потепуваат за да бидат на власт. Се додека Хан династијата не победи. Луѓето што ја изгубиле оваа војна избегале на југ и направиле своји држави. Но Хан династијата почнала агресивно да се шири и завземала овие две држави и исто така завземала голема територија на запад. Хан династијата била една од најбогатите и најуспешните држави во тоа време и во ова време исто така е направен патот на свилата или почетокот на патот на свилата. Во 9-та година од наша ера во Хан династијата се појавува човек што сака да си направи своја династија и да завземе сила. Но во денешни термини може да се каже дека неговото владење било многу комунистичко. Каде што сите се сметале еднакви и сите добивале работи подеднакво. По 16 години бил изфрлен од власт. Но не знам дали ќе ви се верува, но после некое време државава се распаѓа на 3 други држави. Но после некое време, не знам дали ќе ви се верува, се спаѓуваат пак во една држава. Но на луѓето од север не им се свиѓала власта и не знам дали ќе ви се верува, почнува револуција и се дели државата на пола. Во ова време овие две држави биле многу нестабилни и затоа цело време менувале династии како чорапи да се. За среќа во 581 година се појавува Суеј династијата или на кинески кој ги обединува сите кинези. По Суеј династијата доаѓа Танг династија. Танг династијата решиле дека треба да се тепаат со сите околу нив, затоа ги скинале корейците и исто така и монголците. Танг династијата била богата и силна држава и ова време се класифицира како една од златните ери во кинеска историја. Се е додека во 907 година не се случи нешто што нема да го очекувате. Нема ништо ни да кажам за ова. На север се појавува Џин династијата, кој завземат голем дел од Кина. додека на југ се појавува Сонг династијата, кои исто така добиваат голем дел од Кина. Но,
Ако некој од вас ја забележува годината, сега ќе знаете што ќе се деси. Ама тоа е за следно видео. Oh,